Благодарам, председателе, почитувани дами и господа пратеници, почитуван министре, почитувани представници на медиумите, граѓани на Република Македонија. Почитуван господине Ковачевски, внимателно слуша вашата дискусија и можам да кажам дека имаше и дел позитивни забелешки кои што еве ги поздравувам, а се однесуваа на градот Битола. Меѓутоа, поголемиот дел од вашата дискусија вие се обидовте овде да, како и вашите претходници нормално од опозицијата, да и прикажете на македонската јавност дека коалицијата на ВМРО-ДПМН недомакински ги менаџира средствата на граѓаните. Да ви кажам, кога ќе стане некој пратеник од Битола да дискутира, добивам желба да му реплицирам. А знаете ли зашто? Затоа што во Битола се случи една од најтрагичните, една од најцрните афери во поновата историја на Република Македонија, а тоа е аферата ТАТ. Знаете ли вие зборувате овде одговорница за криминал. Па ТАТ ја затвори перспективата на две генерации млади луѓе во Битола, затоа што вие ја менаџиравте таа афера и ваш беше министерот во тренерки и вие им ги собравте парите на луѓето кои што ги штеделе со години. Сега, вашата дискусија ја отворивте со тоа дека ВМРО-ДПМН преку буџетот не успева да им даде плати на граѓаните и така натаму и така натаму. Само да ве подсетам, колега Ковачевски, како вие делевте плати на вработените во Република Македонија кога вие го менаџиравте буџетот. Добар дел на институциите во државата од 2002 до 2006 не земаа плата, а некои земаа на два пати, на рати. Еве, јас ќе ви кажам најодговорно, во здравството платите во тој период ги земавме на рати, една рата на 10, една на 20 во месецот. Сега, јас не се сеќам во овие 10 години да сме земале плати на рати, ги зимаме на време, ги зимаме во неколку наврати покачени за значаен број проценти. Еве, за здравството неколку збора кажавте и рековте дека е катастрофална состојбата, меѓутоа, оваа влада за прв пат после 98 година ги покачи платите во здравството. За разлика од вас, кои што во некои сегменти на здравството ги намалувавте платите, а не ги зголемувавте. И само уште неколку реченици, зборувавте за економскиот раст. Па каков економски раст ќе има оваа држава, а имаше над 4% и сега пак пристојни нешто околу 2,5%, кога веќе цела година државата се расправа со шарени герилци кои што направија штета на државата над 2,5 милиона евра. Со нивните терористички активности. Значи, уништија еден дел државни институции.